Екипата на Бекстејдж денес во своето, можам веќе слободно да кажам, омилено катче, ресторанот, кинескиот ресторан Star Ocean, кој што е лоциран во центарот на Скопје. Преубава атмосфера, надвор топло, овде има и клима, има температура за сечи вкус, можам да кажам, и разговарам со една од најпријатните личности која што јас сум ја запознала и сите го дела тоа мислење, морам да ти кажам. Силвија Лиу, како се чувствуваш, прво да те прашам? Преубаво, мило ми е што сте не пак гости и секогаш убаво расположение, ни давате голема инспирација. Првенствено, сакам да напоменам дека кинезите се познати по нивната длабока филозофија. Дали е тоа поврзано и со исхраната и со трпезата која што ја подготвуваат? Да, филозофијата има големо влијание во кинеската култура и е длабоко вкоренето во храната, во гастрономијата, уште од времето кога во Кина пред 2500 години се појавил Конфуче, нивниот познат филозоф, кој што своите мудрости ги пренел и во храната, односно тој многу влијаел на начинот на декорирање на храната и начинот на сецкање на месото. Поточно тој тврдел дека месото од тука произлегува и храната кинеска да се спрема на тој начин, инсистирал дека храната е колку повеќе спремена на ситни парчиња месо, сечена поситно, толку побрзо се вари во нашиот желудник и е поздрава за конзумирање. Никако храната да биде сервирана во големи парчиња и да се внесува големи количини на парчиња во устата, бидејќи на тој начин смета дека тоа не е здраво за нашиот метаболизам. И токму затоа еве денес може да видите има специјалитети кај што многу се внимава на начинот на сечење на месото и се внимава многу на декорацијата, на комбинацијата на бои, а имаме и правилна уметност каде што во воздух лебди вилушка. Мала магија. Да, ова често мисла дека е монтажа, меѓутоа не, еве во нудлсот заглавена вилушка и кога го прашав нашиот готвач зошто не се стапчиња, вели вилушката е потешка. И сакаме да докажеме дека не само стапчиње, дури нешто што е потешко, може да се достигне нели ова интересна декорација и вилушката да стои вака со сати. Значи ова се пропржени нудлси со јајце, варено јајце, ракчиња и зеленчук и ова се роденденски нудлси. Нешто што мене ми привлече внимание, но не можам да проценам точно која е структурата, личи на кашкавал, меѓутоа што е ова овде? Тоа ни е вегетаријански специјалитет. Во овој период кога температурите се многу високи и сите сакаме да конзумираме нешто што е лесно, а не заситува, ние препорачуваме пржени зеленчуци на кинески начин и имаме корен од лотус. Ние не користиме кашкавал во кинеската кујна, корен од лотус, кој што личи како кашкавал. И неверојатно како може од лотусот цвет, односно од коренот, да се прави, нели, да се конзумира во исхраната, меѓутоа е многу здрав за имуниот систем, диетален е, бидејќи содржи големо количество на вода, нискокалоричен е и има сличен вкус како краставицата. Крцка кога го конзумираме, нема вкус што може да не одбие, туку е баш зеленчук. Да, интересен специјалитет од ракчиња. И дрво ни направиле во кујната. Дрво, да, а ова символизира кинеска топка која што носи среќа, црвени топки што ги ставаме како символ пред нашиот ресторан. И ракчињата се свежи, големи ракчиња, варени во вок тава со зачини и кога ќе ги јадете не се блуткави, туку имаат вкус. Имаме дури ориз со кари, пропржен со ракчиња и школки. Можев да проценам што е, се велам дали ова ориз или кускус или нешто. Добро што ми разјасни, бидејќи имаше боја, затоа бев збунета. Да, боја, ориз со кари и тоа кинеско кари, а не индиско, не е јако луто, туку е помеѓу солено и пикантно. И нешто што е мене ми е лично омилено, крап. Кинезите од северна Кина, од кај што потекнува нашата кујна, се виртуози во спремање на кременадлиот крап, каде што сосот никогаш не се става, нели, не го полниме крапот внатре, сосот е или на дното или од озгора по желба на гостите, а крапот е пропржен во вок тава за многу краток период, што не дозволува да се наполни со зејтин.
Мене токму од овие твои презентации на храна и мене, а и на многумина кои што ги гледаат овие прилози, ми кажаа дека им се разби некако митот во глава дека кинеска храна е асоциација за кокошка, за пиле. Тука го гледаме она што ти ни го презентираш, да, и ни го објаснуваш толку убаво и минатиот пат јадевме риба супа од риба, сега гледаме крап, што значи дека на вистина. Да, на поинаков начин спремена. Има милион начини на спремање на зеленчуци, на риба, на морско. Јас исто така ќе ставам акцент за сите обожаватели на печурките, кои што во Кина се употребуваат во медицински цели. На шитакето имаме свежи шитаке во нашиот ресторан во секој момент. И сметам дека оваа печурка е кинеско злато. Во Кина се рачуна дека е кинеско злато, многу здрава и штета е кога имаме на нашиот пазар да не ја конзумираме во сос пикантен или соја сос со лукче по желба на гостите. А исто нешто што ми е мене омилено, пилешко месо со индиски ореви. И на мене ми се допаѓа. Да, употребата на апетисаните во кинеската кујна датира од времето на кралевите во Кина и тие често имале навика во главните специјалитети да применуваат апетисани, дури едно познато јадење, пилешко на царски начин, потекнува од тоа време и останало до ден денес така да се вика во сите кинески ресторани, а зошто на царски начин, бидејќи има апетисани во својата структура. И нешто што навидом изгледа едноставно, а е феноменално и моје омилено, е јунешко месо со брокула и сусам, преубав вкус со лукче, ситно сецкано јунешко месо. Често нашите посетители имаат доаѓаат со чувство дека ако јадат пилешко ќе биде најсочно, најмеко и го избегнуваат јунешкото или свинското поради желавоста, меѓутоа јас на сите препорачувам ако дојдат во нашиот ресторан да пробаат јунешко месо, каде што не е жилаво воопшто, многу е меко и сочно и во комбинација со брокула, лукче и сусам преубава комбинација. Што имаме овде, ова преубаво аранжирано? Јунешки мускул. За сите обожаватели на месото и оние кои што вежбаат и сакаат здраво тело, јунешки мускул, гледате само како убава декорација од ружа, направена од патлиџан. И значи мажите во Кина многу применуваат јунешко месо во својата исхрана, а најмногу мускулот. На страна сервираме сос, соја сос со лукче или лут сос и се го зимаат јунешкиот мускул кој што е тенко сечен со сатар. Сега ќе покажеме на гледачите. И многу е лесен, гледате, многу тенко сечен. Го видов, велам како одрезоци за гиро, меѓутоа уште побаво, уште потенко, а толку некако убаво испечено. Од тука, нели, ова е филозофијата на Конфуција, пред 2500 години, дека месото мора да биде тенко обработено и се мацка во сос од соја со лукче и за сите што сметаат дека во кинески само ориски не чекаат, ќе се уверат во спротивното дека може да се најадат и со месо. И јас нашава денешна презентација на храна би ја завршила со грнето, кое што ова не е класично како македонските грниња длабоко, туку е гусена плотна, увезена од Кина, кое што се затоплува на висока температура до осветување. Од црна станува црвена. На незиното дно редиме свежи шампиньони или кромит и од озгора се става месо по ваша желба. Овој специјалитет мириса на скара и мене лично најубав ми е во луто сладко кисел сос. И го предлагам на сите посетители кои што никогаш не пробале кинеска храна, ако дојдат кај нас, прво нешто да пробаат е грнето, нема никогаш да ги одврати или да се изненадат на неубаво, бидејќи повеќето мислат дека освен сладко кисело не може да начекаат ништо друго. Меѓутоа грнето како плотна дава многу убав вкус. Имаме 2 чашки овде, но да им кажеме на гледачите за што станува збор. Прво да објасниме, имам овде нешто што ми го остави како примерок, а е поврзано со тоа таму десно, што имаат можност да го видат. Повели слободно. Ова е коренот од женшен, кој што е многу познат во кинеската култура, уште од времето на династиите и на кралевите, односно кралот го користел коренот од женшен за да живее долговечно и верувал дека на овој начин со конзумирање на овој корен тој ќе биде бесмртен. За нашите посетители служиме изненадување ракија од женшен. Гледате како имаме врзано. Јака ли е ракијава?
околу 50 степени. Еве како изгледа коренот во нашата ракија и црвено конче, за да не ни избега. Така е според митот приказната, така го чуваме и ние. Внатре во ракијата има рейши кинеска печурка, морска звезда, роговиот елен, гоџи бери и се заедно стојат со години за да може ракијата да ја прават да биде помокна и лековита. И велат, ако се опиете од ова, глава нема да ве боли. Сакам да го пробаме. Прекрасниот персонал тука не послужи и мене и Силвија. Ајде, живели. Одлично. Невообичаен вкус, треба да се навикнете, меѓутоа доколку сакате да вкусите вакво нешто, ракија, од сето ова што ви го наброја тука Силвија, ќе дојдете во Star Ocean и навистина одлично оди како дижестив со сите овие специјалитети. Ви благодарам многу. Па сега предлагам да дегустираме. Благодарам многу и ние едва и чекаме сето ова што го видовме, а што е убаво за око, да вкусиме, па и да ги поканиме нели гледачите да дојдат во Star Ocean.